Кој според вас ќе смени името, ако не сте вие? Па, или ќе го смени актуелната влада или новата влада на СНСМ. Вие што проценувате? Не знам. Меѓутоа, едно мене ми е јасно. Јас да сум грчки политичар, сега би настапил вака. Статус кво на името бивша Југословенска република Македонија во наредните 50 години и Македонија да влезе потипно во НАТО и во Европската унија. Мислите дека ние тогаш идентитетот ќе го спасиме и дека на тој начин сме го решили проблемот? Цел дека ние се однесуваме дека името е проблем на грците, а не е наш проблем. И дека еден ден некоја влада ќе мора да го реши проблемот, ние се повеќе и повеќе на надрешен план го губиме идентитетот. Во кој дел мислите дека губиме идентитетот? Во сите. Мислите дека право на планот сега како Македонија, денеска како Македонија, денеска кога погледнете едната половина од Македонија, таа веќе навикува како на либиска џемакирија. А другата половина веќе зборува нешто на Да, во овој дел на Македонија има бугарски таблички, во еден дел на Македонија има турски серии и српски филмови. Бугарските таблички се некоја периферна работа. Ние зборуваме за духот, за културата, за она со што живееме, со што сакате да кажете дека Македонија во моментов има срби со говорна мана или српски дел, има џемакириски дел или не знам. Тоа се изјавите. Тоа е нешто. Тоа се изјавите на Додик во Босна и Херцеговина, знаете, вие сте многу сличен со Додик. Не знам Додик што кажал, меѓутоа кога погледнете идентитетот на Македонија, токму тоа е тоа. Па Додик вели кодам во Сараево, кога одам во Техеран, претпоставам дека вие би рекле кодам во Тетово, кога одам во Техеран. Не во Тетово, во Скопје. Некој посетив неколку џамии во Газрибава, во Чаир, во Скопје. Што ви текна џамии да посетувате? Јас се посетувам, не шетам Македонија цело време. Да, ама баш во џамии. Не во џамијата, околу џамијата. И што видовте Техеран? Да, ние навикуваме на либиска џемакирија. И вие мислите како беше прогласена воена состојба таа 2001 година ќе го решевме тој проблем? Дека ќе соделат? Вие очигледно не верувате. Вие не верувате во живење заедничко на македонски и на албанците. Значи барем во тоа прашање сте консеквентен. Ништо не менувате во изминативе 20 години. Јас сметам дека ако Македонија 2001 година беше тоа така, не по наше барем, туку затоа што војната почна албанците, ако Македонија во тој момент се поделеше, денеска ќе имавме ние Македонија побогата од 20 држави во еве да не речам 20, ама барем од 10 држави во источна и централна Европа и ќе имавме тогаш македонска држава и ќе имавме тогаш еден нов и чист македонски идентитет. Не мислите дека сте некоректен и дека за сите проблеми на македонците ги обвинувате албанците? Мислам дека му овозможувате едно лажно алиби на македонскиот народ да смета за сите своји промашувања историски, економски, финансиски, кога сакате дека се виновни албанците. Не, тоа што се ми разно. Па и да ги немаше албанците, ние ќе бевме исто што сме сега. Апсолутно не ги обвинувам. Јас напротив албанците многу ги ценам. Јас оно што постојано го велам дека албанците знаат што сакаат. Што сакаат? Да поделат Македонија? Сакаат голема Албанија. Дали тоа ќе биде преку албанска држава? Вие верувате во што го зборите? Дека албанците сакаат голема Албанија. А што сакаат македонците? Не предпоставам да бидеме повторно Југославија, ќе бидеме најсреќни. Не може Југославија пропадна. Ако пропадне Југославија, што сакаме да видиме? Има постојано процеси за тоа. Бугари? Не. Проси, ти си видел опасност од Бугарија во Македонија, јас не си видел. Еве 20 години се занимавам. Денес на масова разговарам со тој кој се чувствува со бугарски корени. Тоа јас ти кажувам дека владата од 1900 до 2002 година 50% беше бугарска, стана Македонија бугарска држава. Имате најголеми капитални односи со Грција. Значи не станаха бугарска држава, така?